Ковачевски ќе се задржам на она што вие го кажавте во однос на изборот на овие министри, а вие само ги прочитавте нивните имиња. Јас ќе ги прочитам. Министерство за информатичко општество и администрација Азир Алиу, за правда Кренар Лога, за здравство Фатмир Меджити и за екологија Каја Шукова. И толку. Сега ќе продолжам со она што кажувавте во вашиот говор. Прво, се фалите со некаква си европска агенда. Јас ви кажав и претходниот пат. Многу убаво дека во извештаите на Европската комисија ги има правците по кои треба да се движи Република Македонија, а со оглед на тоа што просечната оценка од 2,53 за последната година е падната на 1,56, тоа значи дека сте многу подалеку од Европа, отколку што сакате да прикажете. Понатаму, зборувавте за македонски јазик. На 21 февруари беше денот на мајчиниот јазик, на македонскиот јазик, на најубавиот јазик на светот, и во ниту една објава не спомнавте македонски јазик. Не спомнавте македонски јазик. Вие кажувате сте подпишале договор на македонски јазик со Фронтекс. Во ред. И ВМРО ДПМН не ги подпишуваше сите договори на македонски, не ги подпишуваше на шпански. Понатаму, ги спомнавте земјоделците. Штета што Љупче не е тука да станеше да го види сала. Немало протести на земјоделците. Со датуми ќе ви кажам. 16.8.2022 протест за тутун. 26.3.2022 протест за тутун. 9.2.2022 сточари и оризопроизводителите. 11.10.2022 оризопроизводители. 11.9.2022 оризопроизводители. 1.12 оризопроизводители. 13.10 лозари. 8.2 оризопроизводители. 17.2 оризопроизводители. 28 лозари, 15.4 оризопроизводители. Тие се дел од протестите кои што се случија во земјоделието. Понатаму зборувавте за енергетски центар, меѓутоа ете, затоа што можеби некој од вашите пратеници не е информиран, јас сакам да ги подсетам и да им кажам што се случува во делот на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Вие се фалите со трансформација на електричната енергија и на производството, меѓутоа ова производство во најголем дел е на приватни стопанственици. Многу мал дел има државата во однос на оваа трансформација. Она што вие го направивте ХЕЦ Тиквеш со капацитет од 113 мегавати да биде 100% во приватна собственост. Државата има 0% ќар, освен тие 5% од данокот со трговијата на струја, кој што ги зема државата не само од овие што се собственици на ХЕЦ Тиквеш, туку и на сите останати владини роднини кои што работат со трговија на струја. Чебрен 334 мегавати капацитет, само 20% ќе биде на државата или од прилика 67 мегавати, сите останати мегавати ќе бидат на овој партнерот од јавното приватно партнерство. Понатаму, што направивте за стопанството? До 30 јуни цената за малите потрошувачи беше 60 евра. Од 1.7.2022 година високата тарифа по новата методологија 223 евра за мегават час, ниската тарифа 163,6 евра за мегават час. И после се чудите зошто по 5000 фирми во просек годишно затварат. Заради тоа, вие очекувате сега некој да ги намали цените. Не може да ги намали. Како ќе ги намали кога главниот инпут во формирањето на цената во производствените капацитети се енергенсите? Понатаму, кога сме кај енергенсите, подпишавте договор за фиксна цена со странска компанија за набавка на еден однив, додека во меѓувреме паѓа цената за цели 40%. И тоа е една таква катастрофална грешка, што освен криминалец или непознавач на работите, друг аматер не може да ја направи. Не може да ја направи, а вие токму тоа го направивте. И кажувате, сте штителе. Кого штитите? Најмалку ги штитите стопанствениците. Понатаму, кога сме тука, во еден 627 времени вработувања за една година. 6,3 милиони евра само за плати. Само за плати. И сега граѓаниве ќе издвојуваат од нивните даноци
од нивните давачки, не за да се управи енергетскиот сектор, за да има плати за овие партиските војници, кои што треба да мафтаат знамиња. Понатаму, сакам да се осврнам и на оваа една болна, горчлива тема, која што навистина секогаш кога ќе се спомне, а тоа е криминалот во делот од владата каде што министри се дуи. Гледам дека секогаш има некакво размрдување или некаква националистичка реторика од нивна страна, па тука ќе кажуваат како ние сме антиалбанци, па како ние не мислиме добро на албанците. Кој мисли, бе, луѓе? Од вас се иселија луѓето. Од вас замина и од Тетово, и од Гостивар, и од Струга, и од Куманово, и од Девар, не замина од нас. И сега, веднаш штом се спомне криминал, преска ги видовме хациендите кои што ги купуваат и таравари, и овој предлогов што е за здравство, вие веднаш почувате, ние сме биле антиалбанци, па ќе имало војна, па сме креале тензии некакви, и ќе има војна против криминалот. Немојте вие да мислите дека таква војна како што вие водевте, таква ќе има. Не, помина тоа време. Ќе има војна против криминалот и дел од нив ќе си лежат. Понатаму, во делот на тефтерчињата, кои што вчера беа многу споменувани, нема да има потреба, почитувани колеги од Алијанса, за тефтерчиња. По дома ќе си правите мувет. Ќе си правите мувет со сопруги, со сопрузи, со синови, со керки. Со нив ќе си правите тефтерчињата, веќе се минато. Секој еден од оваа владина коалиција има по некој функционер, дали во јавно обвинителство, дали во правобранителство, дали по судовите, дали има во Министерство за надворешни или Министерство за внатрешни, нема потреба од тефтерчиња. Вие си ги вработивте сите ваши и тука веќе завршува приказната со тефтерчињата, по дома си се договарате. На крајот, сакам и за министерот кој што вчера беше тука, за жал денес не е тука, Благојче Бочварски. Да беше тука, навистина ќе му даев аплауз на отворена сцена, затоа што многу се труди човекот. Видов преска 20 геометри на патот Велес-Скопје и толку. 29 месец завршува откако е почната реконструкција на 4 километри автопат. Во еден правец, не во два правци. Не зборуваме за проектирање, не зборуваме за експроприација, не зборуваме за ништо друго. Реконструкција на автопат во еден правец, 29 месеци. Секој граѓанин од Централна и од Јужна Македонија плаќа по 240 денари на Велешката и на Скопската патарина во двата правци за да вози по една лента. Ете, толку е способен Благојче Бочварски. Па он него требаше да почнете, бе, премиер. Човекот кој што од една страна призна дека не е крива трасата наму на Кичево Охрид, ама од друга страна гледаме дека Абер нема да почне да работи. Човекот кој што градско прилеп го прави 4 години. Како беше во времето на ВМРО ДПМН, од прилика така е и после неговото владение, претходно и со Сугаревски заедно. А немојте, бе, премиере, да тргате онаму каде што можеби нешто е добро. Вие тргнете најпрво од суштинските промени, ама таму не чепкате. Не чепкате во економија, не чепкате во надворешни работи. Оти не смеете. Вие чепкате оваму кај што можете да се испазарите за бурек министерства, двајца, тројца некако да се вдомат, некој да си купи некој кукиче, зефтини пари и толку. Почитувам, премиере, бројките, извештаите од Европската комисија кажуваат на каде одиме. Извештаите од Transparency International, каде што од 64-то дојдовме на 111-то место во индексот на корупцијата. Имаме министерства кои што апсолутно ништо не прават. Имаме се уште една министерка за добро владење, која што уста нема отворено. Која што нема кажано каде има проблем. А имаме проблем, евидентен е проблемот. Сите релевантни фактори ни кажуваат дека имаме проблем. Ама вие си молчите. Мислите ли дека со оваа реконструкција ќе тргне на добро? Никогаш нема да тргне ако вака продолжи да се прави. Благодарам.